Огнената стихија веќе трета недела уништува големи површини од шумските предели на нашата земја. Според најновите податоци имаме неколку активни пожари кои од планините се шират и кон некои села. Гори во атарот на селото Грешница во Македонски Брод, се уште гори и на Бистра, а нов пожар се појави и на селото Богојци во планината. Ова го изјави Надица Вачкова од Центарот за управување со кризи. Во општина Македонски Брод во моментов активен е пожарот во атарот на село Грешница, додека пожарите кај селата Растеж, Волче, Заград и Брест се ставени под контрола. Во моментов во овој регион ангажирани се екипи на јавното предпријатие Македонски шуми од Македонски Брод. Пожарот кај место викано Фрлогоец на Бистра планина се уште е активен, гори сува трева, смрека и нискостеблести дрва. Екипите веќе неколку дена не можат да го совладаат огнот во Велишкиот регион кај местото викано Јесеновска глава, која што зафаќа површина на подрачјето на општината Прилеп. Овде гори нискостеблеста шума и сува трева. На овој пожар се интервенира со хеликоптер на Арама, додаде Вачкова. Пожарот на подрачјето на село Галиште во општина Кавадарци е се уште активен и истиот се шири под село Галиште од правец на место викано Србиново. Еден крак се движи кон Црна река, а другиот крак се движи кон село Гуѓаково. Пожарот кај манастирот Трескавец е ставен под контрола, односно чади на неколку места во изгорениот дел. Оно што е важно да се потенцира дека не постои опасност од загрозување на манастирот Трескавец. Гори и кај непристапниот терен во селото Крушевица, а се уште гори и во уредената шума во село Никодин, активен е и пожарот кај Татовскиот регион. Пожарот во село Гургурница, општина Бравеница е се уште активен и на овој пожар се интервенира со екипи на Македонски шуми и на Дирекцијата за заштита и спасување, како и лица од местното население. Активен е и шумскиот пожар во село Балиндол. Од ЦУК потенцираа дека една од активностите на координираното делување се и засилените превентивни мерки во кризните подрачја од страна на МВР во соработка со шумската полиција. Засилено се действува со зголемен број на патроли, како и со засилена контрола на патните правци, вклучувајќи го и воздушниот мониторинг.